Дијабетесот и искрениот шекер се темата на денешниот разговор со Љупче Трајчев, кој е гостин во нашата емисија. Добро утро и добре дојде за нашиот гостин. Ке најавиме дека е доктор по природна медицина, нутриционист, хербалист, повикан и компетентен да зборува на оваа тема. На почетокот ја видовме најавата, меѓутоа уште еднаш да од стручен аспект да им објасниме на гледачите што представува дијабетесот. Пред се добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Веднаш можеме да започнеме со формулацијата што е дијабетис. Тоа е најголемиот број. Впрочем, сите мислам дека знаат што е. Тоа е проблем со висок шекер во крвта. Нивото на шекерот е многу повисок од колку што треба да биде, затоа се јавуваат многу проблеми, како што видовме и од самиот прилог. Сега постојат два типа на дијабетис. Едниот тип е тип 1, каде што бета клетките од панкреасот не се во можност да произведуваат доволно инсулин и затоа шекерот во крвта е во толку големо ниво, затоа што единствено инсулинот е тој кој што може да го земе шекерот и да го внесе во самата клетка, поточно митохондријата, која што е моторот на сета наша енергија доаѓа од митохондриите каде што согорува шекерот и со согорување на шекерот се ослободува таа енергија. Тоа е исто како во автомобил, кога имаме доволно гориво, кога моторот ни е чист, кога работи како што треба, нашиот автомобил оди безпрекорно и нема никаков проблем. Значи, тоа е дијабетот тип 1, а дијабетот тип 2 е каде што панкреасот работи нормално, значи произведува доволно инсулин, меѓутоа не може тој инсулин не може да влезе во нашата клетка и да согори тој шекер, како што кажав пред малку така попластично за да биде појасно. Сега, обично, дијабетот тип 2, оној кој што не може да се искористи шекерот, не може, а има доволно инсулин, тоа е повеќе застапен, некаде околу 90-95% на светски размери, додека дијабетот тип 1 е некаде околу 5%, значи оној кој што не се произведува доволно инсулин. Сега има повеќе причини зошто е тоа така, меѓутоа има една главна причина. Главната причина е несоодветна исхрана и блокирање на нашите клетки, значи нечиста клетка, која што имат зидови кои што се замастени. Еве пак ќе пробаме да го направиме тоа споредба со возило за да биде многу појасно. Ако дизните на нашиот автомобил, значи се замастени, сме користеле недобро гориво, сме користеле недобро масло, значи тие не го распраснуваат онака горивото како што треба и тоа не може да согори. Истото се случува и во нашиот организам. Ако нашите зидови на клетките се оштетени, ако се замастени, ако сме користиле храна која што не е природна, која што не ја распознава нашиот организам, наместо тие да бидат пропустливи за инсулинот, тие стануваат една тврда подлога, една леплива подлога, затоа кога ќе дојде инсулинот, тој не може да навлезе во нашата клетка, а тој во себе го носи шекерот. Неговата главна цел е да го однесе шекерот и да создаде енергија на нашето тело. Значи, тука мислам воглавно е јасно за што станува збор. Сега кои се причинителите? Воглавно, како што кажав, тоа е лошата исхрана. Најголем проблем значи на денешницата се рафинираните производи. Рафинираниот шекер е на некој начин... Тоа се скриените шекери, практично, кои што се наоѓаат на секаде низ храната, во секоја храна што е спакувана, што е добро конзервирана, нели, за да трае подолго, да изгледа поскапо, меѓутоа... Секако, рафинираниот шекер е еден од најдобрите конзерванси во природата. Ние знаеме било што да ставиме во шербет, може да стои многу долго, затоа што не го напаѓа ништо. Рафиниран шекер. Додека да речеме шекер кој што е добиен природно, јас сум имал прилики да во многу земји кај што се одгледува шекерна трска, да се исцеди
сок од шеќерна трска и да се пие. И во еден случај ми се случи да ми остане тој шеќер, да го заборам, тоа да ми остане малку на дното, да го заборам, за 2 дена имаше неверојатно количество на мувла. Ако тоа било обичен рафиниран шеќер, тој може да стои со години без да фати мувла, што значи дека хранливоста е воопшто нема хранливост и ниедна бактерија, вирус, габи не го напаѓа тој шеќер за да се хранат. Меѓутоа ние луѓето го преработуваме, правиме рафиниран шеќер и ние го конзумираме. Тоа е најголемиот проблем, затоа што кога ќе го внесеме тој шеќер, се лачи многу инсулин и освен тоа што не може да се употреби тој шеќер, добиваме вишок на инсулин, го оптеретуваме панкреасот, меѓутоа не можеме да го искористиме онака како што треба. Не само органите кои што се директно поврзани со внесувањето на скриените шеќери, туку дијабетесот напаѓа и на другите, на виталните органи. Токму така, најмногу страдаат тука бубрезите, очите и срцето. Кардиоваскуларните заболувања се причинител број 1 за смртност во светот и голем дел од тоа се баш овие причинители кои што ги напоменав, значи пореметување на искористување на шеќерот и секако внесување на многу масноти кои што не се природни. Морам да кажам дека број 1 денеска во светот, тоа да речеме модерната медицина не го кажува, меѓутоа според моите истражувања на многу други доктори кои што се занимаваат со природна медицина, најголем причинител не се само рафинираните шеќери се под број 2. Најголем причинител се рафинираните масла. Рафинираните масла толку ја пореметуваат клетката, затоа што е битно да се каже. Значи, инсулинот влегува во самата клетка, меѓутоа тој не може да влезе сам. Тој влегува преку синџирот на масти, а синџирот на рафинираните масти е раскинат. Тој се прави со центрифугирање, со загревање и со слични работи и тој синџир кога искинат, инсулинот преку тој синџир треба да влезе во клетката. Кога ние имаме такви масноти околу клетките, како што кажав на почетокот, се многу замастени, лепливи, инсулинот не може да влезе заедно со шеќерот. Кога ние користиме масла кои што се ладно цедени, значи само пресувани семки, било тоа да е од маслинка, од лен, сусам и сите бадем, млечник, сите маслодајни на некој начин природни, тој синџир на масните киселини, затоа што сите масти се создадени од масни киселини. Некои имаат пократки, некои подолги, зависи дали содржи олинска киселина и други видови на киселини, кои што сите имаат различни ланци. Таквите масноти не само што го опоравуваат целиот организам и го регулираат шеќерот. Најдобар регулатор на шеќер според сите масти е маслото од лен. Доколку некој има проблем со шеќер, може да ги исфрли сите масла, 3 месеци да користи само ленено масло, шеќерот ќе се врати во нормала. Јас тоа го гарантирам затоа што сум имал многу примери на кои што сум им помогнал. Има и тука и други продукти кои што се многу битни за чистење на клетката од тие наслаги, како што е циметот, како што е морското оревче, тука е ѓумбирот, ренот, сите тие ја чистат клетката и тие масноти кои што се наталожени околу клетката ја прават клетката пропустива за инсулинот. Инсулинот согорува и ние имаме енергија. Затоа луѓето што имаат дијабет немаат енергија, затоа што тие немаат согорување. Исто како во некој автомобил кога горивото ни талогот се таложи и нема ефикасно така, гориво. Ако нашето гориво што го имаме во автомобилот согорува 20-30% наместо 100%, нашиот автомобил ќе трокира, ќе нема сила да се искачи на угореница. Луѓето кои што имаат одлично согорување во митохондриите на шеќерите, имаат енергија, како што се, например, подвижни, ведри, насмеани. Токму така, како што се маратонците, например, тие нон-стоп трчаат, тие немаат проблем со енергијата, тие имаат и повеќе митохондрии во клетката, меѓутоа битно е, значи, таа динамика, тоа движење и да кажеме исто така дека е битен кислородот. Како ние добиваме повеќе кислород во нашиот организам? Добиваме повеќе кислород кога дишеме
кога дишеме забрзано. А кога дишеме забрзано, кога се движиме, кога спортуваме, и на тој начин добиваме повеќе енергија. Исто како, еве пак ќе го кажам, автомобилот. Ако сакаме ние да добиеме забрзување, се вклучува турбото, каде што доаѓа повеќе кислород и побрзо согорува бензинот. Истото и со човековиот организам. Кога имаме повеќе кислород, повеќе имаме согорување на клетката, ние сме побрзи, поведри, понасмејани. Затоа физичката, токму така, физичката активност мора да биде присутна кај сите диабетичари и користење на природни намирници, каде што ќе се обнови клетката, каде што ќе има повеќе кислород, повеќе раздвижување. Меѓу луѓето, меѓу обичниот народ, како што сме сите ние, од другата страна сте вие стручњаците, експертите од оваа област, владее мнението дека повозрасните луѓе може да заболат од диабетес, дека кај повозрастните се случуваат кардиоваскуларни болести. Меѓутоа, дали е тоа така? Дали од најмали нозе треба човекот да се научи што треба да консумира, а што не, и таложењето што го споменавте? Дали тоа се случува од нараната возраст, од чипсови, чоколади и слично? Значи, зошто повозрастните добиваат диабет тип 2? Затоа што? Значи, го имаме инсулинот, тој не може да се искористи. Зошто не може да се искористи? Затоа што со годините ние внесуваме храна, никогаш не го прочистуваме нашиот организам. Не сите, зборувам за поголем дел од популацијата. И кога ќе се замастат сите тие клетки со овие нерафинирани, туку двојно рафинирани масла и рафинирани шекери и се, и обично се јавува тој проблем. Затоа треба да се внимава на исхраната, да се користат, да се прават и пости во одреден ден од месецот, да речеме, за да може организмот сам да ги исфрли тие вишок на непотребни материи кои што ги има, и секако нели треба да внесуваме здрава храна, поготово најдобра превенција за недобивање на диабет е користење на зелени растенија. Сите оние салати кои што ги имаме, барем кај нас во Македонија во изобилство, марула, рукола, спанаќ, тие се одлични во превенција на диабетисот. И затоа диабетисот тип 2 се јавува кај повозрастната популација. Додека диабетот тип 1 се јавува кај помалата популација, тоа настанува со тоа што малите деца добиваат оштетување на бета клетките кои што го произведуваат инсулинот во панкреасот. А тоа се случува од многу различни причини. Нема ден без чипс кај децата, нема ден без и тоа, еве и во награди. Да, морам да кажам дека тоа го има признаено неколку американски судови. Значи во Америка, да речеме во 70-тите имало 7 вакцини. Сега има 40 вакцини, а секоја вакцина содржи жива формалин и формалдехид, кои што се на некој начин главни причинители за оштетување на многу клетки, да речеме во мозокот, во цревата, од тука се јавува аутизам, се јавува оштетување на панкреасот. Кога ќе ги разгледаме сите тие параметри, ќе видиме дека еден од главните причинители е тоа каде што имаме и на самата вакцина пишува дека содржи жива формалин, формалдехид. Сега се воведуваат уште повеќе и повеќе, имаме се повеќе и повеќе деца кои што имаат диабет тип 1. Значи една од тие причинители, јас секогаш зборувам отворено, тоа може да го проверат, како што кажав, тука и неколку судови во Америка го има тој официјален податок, да не испадне дека јас сега тука напаѓам или држам една друга страна, зборувам за официјални податоци кои што може исто да се проверат. И како што кажат, децата уште од најмала возраст од 2-3 години почнуваат со чипсови, со сетата рафинирана храна, за да речеме на 3-4 години им се оштетат тие, затоа што се многу поранливи. Тука панкреасот не е толку развиен кај малите деца, додека кога ќе се развие веќе, да речеме на 18, 17, 18 години, тогаш детето не може да добие диабет тип 1, многу потешко, затоа што веќе тука е многу посилен организмот, и тоа може да се случи ако продолжи со таков начин исхрана на повозрастни години да добие диабет, доколку не се храни онака како што треба, доколку не користи производи од природата. А за жал денеска имаме многу производи, како што кажа, имаме искриени шекери, во секој хамбургер има многу шекер. Нема со секој што нема шекер во хамбургерот. Да, може да се касне понекогаш, да се направи шок на организмот, меѓутоа
шок кој што позитивно ќе предизвика прочистување автоматско на организмот. Имаме време уште да поентираме кога сме кај храната, дали прочистувањето на организмот треба да биде сезонско, треба да биде повремено, треба да биде практично шок за организмот да биде прочистувањето, или тоа треба да биде животна навика и животен стил. Значи, чисто да се храниме, а понекогаш да консумираме нешто кое што не е од природа. Не треба нагло. Многу е битно да знаат гледачите дека нагло чистење на организмот не, затоа што кружат на интернет секакви чистења, сите тие до некаде се во ред, меѓутоа никако нагло почнување, да речеме од утре почнуваме само на жива храна, тоа ќе биде апсолутен шок со организмот, може да се покачи температура, да се јави повраќање, затоа што премногу токсини одеднаш ќе почнат. Треба да се оди постепено. Најдобро чистење според мене е да се почне еднаш во неделно, да се пијат само сокови или да се јаде само жива храна. Значи, сето она што не е термички обработено. Знаеме, тука имаме многу овоше, зеленчуци, имаме сите зелени овие кои што ги напоменам, лиснасти зелени растенија кои што можат да се стават во смути заедно со некое добро овоше, па и зеленчук, да речеме моркот, цвекло, да се еднаш во неделата да се прави едно такво чистење на организмот и постепено во самата исхрана да почнат да се отфрлаат сите оние индустријски масла, рафинирани шекери, сето она што е индустријски произведено за да можеме да го полека да го чистиме организмот и полека ќе видиме за некаде месец дена ќе осетиме повеќе енергија, ќе се чувствуваме подобро и самиот организам веќе нема да сака да ги користи тие. Ќе ги отфрла и ќе почнеме се повеќе и повеќе да сакаме да внесуваме жива, здрава храна. Само така е најдобро постепено да се чисти организмот и потоа можеме веќе кога сме навлезени во тоа, можеме еден ден да направиме во неделата или во 2 недели да пиеме само вода. Пости, да се испости организмот, популарните пости, или автофагијата која што е сега многу популарна, на која што не смееме, ќе повториме нагло да преминеме. Лјупче Трајчев, доктор по природна медицина, нутриционист, хербалист, ова утро гостин во Македонија на утро, допревме теми и тема која што е мощна популарна, од стручен аспект да им доловиме на гледачите за што се работи. Денес и денот за денеска и светскиот ден. Благодариме за учеството и се гледаме во следна прилика со ваква и слични теми. Благодарам на поканата. Јас на сите оние кои што имаат проблем со диабетот им посакувам што побрзо да од оваа болест да се оттргнат на некој начин, повеќе да користат здрава храна и самите ќе ги видат бенефитите и сето она кое што го пружа здравата исхрана и секако да се чувствуваат многу подобро и да бидат здрави.